Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме с емисија за Куманово. Значи идемо на куде 200 емисија, еден значаен и голем јубилеј. Денеска наши ваш гост е познато име фудбалско од Куманово, препознатлив голман од своје време, Џемал Зекири. Зеко, здраво живо, како си? Добро, фала ви за поканата и добро ви нашол. Еве, ми овдека на стал имamo многу фотографии од твоју стварно богату кариеру. Многу кумановци викаат дека Зеко е бија еден и едини и така останае кома. Па, треба му се зафалам на сите тие што имам пофалби. Мислам дека со работа и со мојот квалитет сум стегнал некој авторитет у Куманово. Со квалитетот, со честноста, значи ден денеска, кај си одам пример било кој град во Македонија или ван, значи има еден поштовање. Значи спортот е најголемо богатство. Што дава спорт, еве? Така да го отвориме овој разговор, ти си човек кој си цел живот бие во спорт. Вика дека спорт га гради карактер на дете да биде и утре у живот подсврст и поснажен и да се бори. Еве, пуно пати сам бил и во пуно емисии, ќе ти кажам, прво основно мисля дека што сте добили од спорт. Ја увек кажувам тоа и у било кој емисија сум кажал дека спорт е најголемо богатство за мене, тоа е другарство што значи за овие 20 кусур години кариерата, значи најголемо богатство ми е другарство. Зашто? Плюс тоа дават еден пример да кажеме како да се разгледаме, да видиме добри према луѓето, да им помогнеме колку што можеме, како што су помагали постарите према нас и сега таа теорија сакаме и ние на помлади да ја раскажуваме. Да се пренесуваме. Зеко, за почеток, кажи ми ти куде си роден у Куманово? Јас сум роден у Куманово, 1.6.1963 година. Ако сакате, за прв пат почнав со... Каде тачно си роден у Куманово? У Куманово. У Куманово, кај болница. Мислим, тој е дел... Куде болница? Болница, да. Тука сум роден. Колку сте биле деца у фамилијата? У фамилија сме били ние 5 деца. Ти бие си најстар или нема? Не, јас сум бил веќе четврти и да ви кажам искрено, ја кога почнав со фудбал да се занимам, верувате ли не, у тоа време, знаеш, постарите луѓе, да кажеме, покојниот татко ми, не ни знаел дека ја тренирам фудбал и не сакаше да ме пушти да си тренираме. Преди тоа време, како младинци, било тешки времења, значи услови, све, едноставно, требали сме, значи, родител покојниот вика, само треба школа ви да се учиме, да се вршиме што повише. Татко ти и мајка ти што сте работале? Татко и мајка били су земјоделци. Ништо не работале. Имале сте имање ваше? Наше имање, али после 70 година татко ми замил за Австрија. Тамо работел до пензија, да кажеме 20 и кусур години пуни. Значи бiste биле 5 деца, колку мушки, колку женски? Па сите бевме 5, мушки сите. Сите 5 мушки, да. добро. Моментално и тоа една полука што сакам да ти кажам пред тоа, сите сме со образовани,
да кажеме, имаме сите завршени факултет, само ја останав, сите значи четворица завршиле факултет, едини ја останав без факултет ради фудбалот. Добро. А куде си учил основну школу? Основна школа учи у Барам Шабани, а средња у гимназија Гоце Даче. Гимназија Гоце Даче. Што може да ни каже за тој период кога си биел во основну школу Барам Шабани? Како ти е било тој време? Па, у тоа време може да кажеме све нај. Значи, сакам да кажем најубаво ни било, како деца, порано сме се дружили со сите, без обзир која националност, значи, и тоа не останала една добра, што не имало никакав проблем со сите. Значи, една времења што тешко може да се вратат тие добри времења за млад. А памтиш кој ти е бил учител или учител? Учител ми беше првиот учител ми беше женско Емине, баш памтам тоа. Почина таа одамна, таа до 4-то делење, да. Добро. Значи, после основну школу идеш ти у гимназију. Гимназија. Гимназија малку потешко е. Гимназија у тоа време беше нормална, јака школа, што сега да го споредиме, да кажеме една двојка со денешната петица вреди, имал повише поголема тежина. Поголема тежина него една петица. Значи, сме били, значи, многу и сме учили многу за да бидеме коректни према сите. Значи, и према млади, и према постари, и према сите. И тоа не останал, значи, зафрлувам се тоа од основно училиште, па гимназија, па и факултет што запишав, него не завршив ради фудбалот. Пошто кој ти бие класен у гимназију, професор? Професор ми беше по физичко и Иса. Иса Аслани, чувен. Да, иначе сега познат атлетичар, бил тренер на атлетичар на Јонус. Ево прилику да го поздравим у Ису. Да. И он е И он многу работае за спорт, да. Беше тренер на Атлетико, мислим атлетичарите овие, да кажем, имаше врни атлетичари, тој Милан Мачгал у тоа време, Јонис Џенузи, па и не може да ги памтам, да не ме замара некој што не спомнам. И се бие строг, али е правичен бие. Правичен. Значи, сме учили Он пуно е од него. знање. Да. Се кажи ми, како ти улегна у тајне фудбал, на колку години и како се тој си? Дали фудбал ти помалу сте играле, па си Да, тоа сега да кажем, фудбал порано било, знаеш, по улице. По улице сме можели да гледаме пуно деца. По тоа време се кажеме, улица не е било како стадион. Да. Дружење со овие, случајно влагаваме гол, играме и од тука ми остана, кога игравме другарство или школа за школа, игравме или оделение за класни овие, и тука ми остана како голман. Немаше играч и ја влезав како алтернатива. И од тогаш ми влезе у крв, да кажем, тоа е голманско место. На колку години си почнае први пут? Прв пут како тренинзи почнав у помладак, да кажем, кадети, младинци Куманово. Тренер ми беше Благој Григиевски. Топлак, да. Тоа генерација имавме една јака генерација, со 16 години ја веќе почнав да бранам у младинци, 17 години. Со 17 години за прв пат влеговме, пошто порано беше пракса од секој од младинците по 2-3 најдобри што мислеа дека ги прва екипа ги унаснат, и ја имав среќа тогаш да влезувам у прва екипа со играчи што може да кажем у тоа време Перо Арсовски, покојниот, беше и во Вардар играше, и ја и Чеде Ангеловски. Чеде Ангеловски Мечка. И прв пат се сеќам, ние бев на припрема у Дојран. Тоа кој година било 70 Тоа беше 79-та година. На 14 години. На 16 години. На 16 години. 79-та, 80-та. 80-та година после имавме, да кажеме, чест ми беше да биду поред врвни голмани, како што беше 20-та, сега може да ги кажем покојните Алберт Светинич, Насер Латифи звани Кацо. Сега, кад збориме околу тие два голмана, ти кад си почнувај како млад човек, што си запазија куде Цветинича, а што куде Кацо, и од нима си нешто научија? Куде Цветинича сам научија највише, да кажеме,
како човек, он бил многу Да кажемо, тоа су две кумановски две легенди. кумановски легенди исто Да. што ги почитувам. Ја викам едноставно не може да кажеш дека они су били можда подобри од мене и двајцата можда и се гордам со нив, да кажеме Да. со Алберт со Алберт Цветинич е што бил многу, да кажеме, професионален тио и сум учил многу од него. И од Латифи сум учил нешто, некои работи добри, да кажеме, увек не бодрил, пошто се сеќам и никад нема да заборавиме кога отидовме прв пат у Балкан, ние како на припреми. Ние како 17 годишни, да кажеме, ја и Перо Арсовски прв пат дојде, ни искочи могуćност да не земе цимери покојниот Латифи. И значи увек не поддржувале што ви затреба, што треба, јас стои уз вас. Значи една голема поддршка од Да. мене. Да не забравимо дека Латифи имае плекар Петра Борота. Петар Борота, да. Да, чувени голман на Чувен Партизана. партизана. И дека беше малку необичен човек, интересантен. Али, на жалост, да кажеме, Он имаше почина и кратко кариера до негде што има квалитет, него искористил таа, да кажеме, една поголема кариера што стварно заслужил. У овој прилику и Куманов имао други голмани, али тој Али у покој тоа се време, и Латифи, и брат Изекири. брат, добро, они после Афо, та мислим, генерација, Афо. Афо, Латифи, Да. Африм Латифи, тие Афо, амо, може да кажем дека прво ќе почнем од сам себе, дека далеко сме ние, да кажеме, јако што и за себе зборам дека имам некоја голема кариера, али ипак јас се гордам и далеко сум, да кажеме, у тоа време што имали квалитет Латифи и Цветинич. Да. Сега, значи ти на 16 години почињаш у кадети. Со 17 години прв. Да, прво тренинг ти бија топлак, У младинци. младинци. Што ве топлак учија тоа време веќе сте почнувале? Какви савети ве давајам како тренер? Абе, увек ни давал добри савети, да кажеме. У тоа време имала една голема другарство. Значи, еден за сви, да кажеме, или сви за еден. Ипак, он бил пример за нас, помлади, имали смо една јака дисциплина. Значи, имаше и голема конкуренција у тоа време. И мора да бидеш ти редовно на сите тренинзи, за да постигнеш некој успех. Ако нема тренинзи, или ако не идеш на редовни тренинзи, џабе фактички нема да има успех. Било кој спортист. Зеко, ти кога си доше 79 година у Куманово, као кадет, кого си затегнае, кои су ти биле клубски другари тега у тоа време? У Куманово, прв пат кога почнав да играм, може да кажем и ова, кога почнав да бранам, беше ми тренерот Наум Бутевски, покојниот од Битола. Да. Може да се сеќа да ви постари. У тоа време бранеше Цветинич, ја бев резерва и се сеќам баш тоа време, 85-та минута се повреди покојниот Цветинич, му скршија ребрат. И од тогаш ја почнав да влезам во прва екипа. Може да кажем дека тој фактички вториот дел, значи околу 18 утакмици се врани стандард. У тоа време треба да се зафалам на играчите што пошто како ја помнат, на постари играчи овој Жике Тасевски, Цепле, Да. па Зоран Ристич, ми се чини Куль Андоновски, покојниот, Да. Демо Неделковски, Бакулевски, Пане Блажевски, да кажеме, од тие беа странци, од Кумана уште овој беше Ајети, десно крило, Джепо Ајети, Реджеп Ајети и многу да не ме замарат некога, ако забравам Шоња, овој Драго Стојмановски Шојма, значи имало и они веќе ми дали една голема поддршка, значи се сеќам баш Се извонредни играчи. Се извонредни играчи и како луѓе прво како луѓе извонредни и за играчи не збориме и имало и квалитет. Па се сеќам у тоа време, знаеш, ипак ја како најмлад 18 години, тогаш немаше ни помни 18 години, ми дават поддршка, вика, мали, ти уживај, ние стоиме позади тебе. Значи, одма ти дава еден голем елан, една голема поддршка. Драги Шоња бија многу интересантен човек. На мал простор ќе ти издрибла, ќе даде гол опасен. Од сите позицион, значи Да, се и лево и сеќам, десно, и да. лево. Жике беше десно крило, брз, Цепле. Да. Се сеќам Джепо Ајети, значи среди ред игра Бакулевски, Милосавлевски. Пане Блажевски. Пане Блажевски, да. А во одбрана се сеќам Кажамо ги Ристич. Златановски играше леви бек, десно играше, не знам, Ристич, Куль, Неделковски.
Да. Тие имаше стварно јака екипа. Да кажеме 90% се кумановци. И затоа публика повеќе си доаѓа. Ние често пати видиме зашто Али публика. ти како дете памтиш пред да почнеме во разговор Куманово имало свој подем 71-72 каде го најнало другу лигу во време на Петаковиќа. Петаковиќ. Баш тој бие Цветинич, Старејко, Ѓоко Цветковски, Трајче Бошковски, Плејада, Садиков, по име. Плејада на Ја извредни како дете играчи. тогаш сум ги гледал значи И ти утакмице памтиш како дете, стадион пун, а наша екипа и Старејко да не го забравиме легенда. Да. А наша екипа Кумановска изварена. Па тоа е што, да кажем, у тоа време, стварно, у втора лига игра повише, да кажем, странци. Ја ипак, ја викам и сум кажал пуно пати и било каде. Значи, ако нема собствени кадар у екипа, нема никакав, да кажеме, нема да има никакви резултати. Зашто зборам тоа? Тие странски играчи веќина се играт за интерес. А овие домашни играчи фактички играт за љубов, за публика, за ова. Публика го влече домашните играчи, не странските играчи. Ја пуно пати сум кажал. И затоа Кумана кога сме играли, имали сме по 5-6 илјада публика пун стадион. Од двете страни било пуните трибини. И тоа игратме у Републичка лига, Македонска лига. И да кажеме дека во тоа време Куманово кога играла 71 у друга Југославенска лига, таа лига е била неверојатно јака. Да не збориме за тоа. Да. Југославија, значи, може да кажеме у тоа време, како сега да кажеме европски земји, да кажеме Шпанија, Германија. Да, многу јака лига е била. Многу јака лига била, значи, изводена лига. Еве ја пошто и памтам, можда и потоа ќе влагам док бране во Балкан или ови Приштина, значи у Приштина се сеќам 83 ако го 82 83 ако одидов таму испод 35.000 публика немаше, пон стадион. Да, и екипа е била и екипа изварена. имаше извонредна екипа, да кажеме, Батровиќ, бранеше Шуица, Вокри, браќа Моричи, Џевдет Моричи, Цимили, значи играчи сте било. И мене ми било част тогаш да И видам Вокри играе. и Вокри, играчи што Вокри е меѓу и сакам да кажам дека мене ми беше част што сум меѓу нив, а да не размислив за место што испак јака конкуренција беа у голмански танем. Ја како 20 годишен тогаш у Приштина да кажеме, али што остана 3 години, значи добив една искуство со нив да тренирам, да бидам присутен, значи една култура, спортска култура, едукација, значи светој. Али мора да кажеме дека во тоа време Приштина има многу пари. Сите играчи клубови, се да биле кажеме, скупи, сви играчи се биле скупи, од Батровиќа па натаму, Моричи, сви се биле платени они, добро. значи, платени, они у тоа време може да кажу да играш у таа прва лига. Било кој да кажем, да не кажеме, да не збориме овие големо четворка, да не земеме, да кажеме Звезда, Партизан, Динамо, Звезда, Хајдук, Динамо, да. Тоа се многу пари Хајдук. се Овие да бари. кажеме изузеве кај нас, да кажеме пример Вардар. Вардар е бил поима за сите македонски фудбалери. Значи било кој најдобар фудбалер фрла око, он фактички го зема. Значи на сите им бил час да е член на Вардар. Значи финансиски го финансира сите, цела Македонија, цела финансиски били, да кажеме, екс-Југославија од тоа време што не има проблем за финансии за овие. И затоа увек имали стадиони и трибини и полни. Тоа е било, значи, тешко да се вратат тие време. Ми малку ги прилепимо години, значи 79-ту колку време си, мислим, Куманово, од кој до кој години си бие? Куманово бев, да кажеме, годин дена брас, до 81 година. Значи 2 години си бие. 2 години бранев у Куманово. Ми имаме дека некои фотографија во тој период. Да, ова е тој период што Еве да ги покажеме. Во се наши кумановски заслужни фудбалери и треба да ги спомнеме, слободно си ги земи научи Зеко. Еве. Да, еве, овие се да кажеме 90, покојни Павле не легенда. 90 него 100% се кумановски. Вулетиш тренерот, Чеде Ангеловски, Бранко Велковски, Мики, голманот јас сум ја овдека, Демо Неделковски, Александар Стојановиќ Манце, Максимовиќ Маки, Чеде Ангеловски, Зоран Митрички и Ѓорич. Значи не 90 него 100% се кумановци. Тие и затоа Ова е имавме слика на наш градски на стадион. град стадион исто ова е. Еве исто, иста екипа. Еве Стојановиќ, ја Митрички, Чеда Ангеловски, Мики, Демо Неделковски и покојниот тренер ни беше Павле Гергиевски. Сулейман Алију, Борче Стојчевски, Бранко Велковски и Максимовски Шмаки Шмајзер.
Да, Борче е сега у Шведско или таму не Борче, живе кој у Борче? странство, да. Да. Сулеймани не знам Сулеймани каде у Швајцарија, моментално Одамна ли е работи, таму? одамна, он беше 20 години таму. Да, таму. Демо го видео не по Демо у Чаршију. Да, Демо тренер беше со деца, Александар Стојановиќ веќе во Австрија таму живее Да, и син му е голем талент голман. Шмаки- Јака. Шмаки у Куманово живее. Не знам Шмаки каде Да, живе у сега. Куманово, да. Да, Ово е значи комплет со Ево дека има докторски. некои луѓе управо, кој треба да спомнево. Ово е докторот беше едини наш по спортска медицина му забрави имате како беше ово е. После Нешо Григиевски помошник беше. Овие да играчите што веќе ги спомнав. Павле Ветри, овој ми беше и треба да зафалам најголема заслуга за мојот успех го има тренер на голмани Вулетич. Вулетич, И да. економот Сулјо. Суја, Значи овдека има повише овдека. Момчиле има значи некои играчи, Ѓорич туи што не сум ги спомнал некои. Та Ѓорич у Австрија, оно давно Австрија, живе да. таму. Овдека значи овие од 20, да кажеме 20 играча сите се од Куманово. И тренерски тандем, и доктори, значи и стручни штаби све. Значи тоа е било најголемо богатство во тоа време, ради тоа што сме сите од Куманово. Да, изваредна екипа. Изванредна исто. екипа имавме и плюс да кажеме од сите овие играчи, сите игравме поголеми клуб, да кажеме Аце Соневиќ у Вардар, па се или Чеда Ангеловски у Вардар. Кои сте ги имале резултати тега ти кога си бија Куманово? Тогаш ја кога имавме, да ти кажам, таа прва година ние бевме веќе може да кажеме четврти или пети на табела у Републичку лигу да кажеме. Пошто у екс Југославија зборам за оваа генерација овој што сме били. Ова е било У екс Југославија. 82 81, да, да. Значи не сте могли да идете у друго лиго, не? Не, конкуренција била јака тогаш, Пелистер да кажеме, Победа, значи Да, тоа се градови со градови голему со традиција. голема фудбал, традиција да кажеме, ипак со наш могуćност со наш кадар, ипак тоа е бил успех да кажеме до четврто место тоа републичко, пошто у тоа време имаше 18 екипи. Да. И све квалитетни да кажеме, све добри екипи. Еве овој прилику да го споменемо исто нашега великана покојнога Павлета Ѓоргиевскога. Извареден човек, голем фудбалер, во Вардара играе, успешен бија. Исто и Павле вие нешто научија од njega сте прифатиле. Од Павле сме го прифатиле како да кажеме, пошто он имаше едно искуство, пошто беше доста време у Вардар тренер. Прво може да му се зафалим што е бил толку мирен и тренер, толку е Да, сталожен. Што увек ни даваше една подршка, значи не е некој со лоши зборови со овој, значи да му е Господ овој го прости, значи бил еден честен човек, голем човек и како фудбалер да не збориме, Да. кој секал во Вардар. Ево вие кога си слика, кога си бија помлад, Помлад овој, одамна овој пред 25 години може да кажеме. Тоа е дека нешто пишува Сега на ќе ти кажеме. 83 година. 80 у Рами Садико кога отиде од Куманово, 83 у Приштина, да. Еве го. Кога ево, со 18 години тој, 83 година, значи. 19 години. Сега, правиш еден голем скок, идеш од Куманово, од едно помалу средина, мора да кажемо, идеш у еднога познатога праволигаша, у Приштину. Прво- Како дојде на идеја ти да отидеш у Приштину? Дали ти видео менаџери? У Приштина си отиде прво, да ви кажем, док бранеше у Куманово, дојда тренери случајно, што нели порано како екс Југославија. Чекам само, извини, тега Молим. на Приштину беше тренер Букаши Вишневац беше. Куде во Вардар? Не, Не, у Приштина беше покојниот Бело Палфи, у втора лига. у прво лига кога дојнава кој ги беше тренер? Фуад Музуровиќ. Фуад Музуровиќ од Фуад Босна, Музуровиќ, да. па после две години дојде Чиро Блажевиќ и така. Чиро Блажеви, да. Вишневац беше у Вардара. У Вардар, да. Добро, моја грешка, извини. А како што сакав да ви кажам, тоа е како поминав, порано нели има тие трговски пудници и случајно дојда туј да гледа утакмици, ни игравме, баш се сеќам со Металург. А таа ни беше одлучувачи утакмици и победивме, баш убаво се сеќам 2:1. И ја веќе завршив средна како матурант, ми се пружи шанса ипак, знаеш, кога секој средношколац да продолжи факултет. Ја сакаше да продолжам и ми се пружи шансата, ја си отиде во Приштина. Првата сезона бранив за Рами Садико, тоа беше покраинска лига, екс Југославија. Таа година ние убедливо влеговме во втора лига, Југославенска лига, и после тоа Приштина како квалитетен брат, пошто док бранев у Рами Садико бранеше и имаше едно 4-5 утакмици за репрезентација, порано што играат братство единство и аматерска репрезентација.
имав шанса да се докажем тука и замина у Приштина потпишав 93-та 83-та. 83-та, извините, на 4 години. После ја како конкуренција да кажеме, мен без обзир што не бранев да кажем ни една прволигашка утакмица, мене ми беше задоволство, пошто ја како конкуренција у голмани што беа, да кажеме, екс Југославија имаше голмани, не може да ги наброим сега, значи Луковчан дојде во тоа време, Жавели, Лалич, па Шуица од Железничар, значи мене ми беше чест што сум бил резерва на нив. Ја се кажеме, ти кога си биете во Приштино, све е било редовна исплата, плата сте имале, смештај си имаја, како професионален клуб све е било Тоа е редовно. било како професионален клуб, значи подпишеш договор, ти следуе стан, ти следуе плата редовно. Ја и пред тоа кажав дека во тоа време, да кажем, во екс Југославија, ниеден клуб не имал проблем со финансиски. Стварно имаше јаки финансии и устанјува било кој пролигаш, да кажеме, екс тие главни градови, да кажеме, из сите републики и покрајини, значи имало еден авторитет, значи било кој играч сакле да доведе, значи го довеле у тај, да кажеме, Приштина, дојде Батровиќ у тоа време. Дојде овој Вохри играше. Батовиќ дојде од будуćност, Од будуćност извреден Црна Гора. играч. Дојде голман Слободан Шуица, значи дојде од Железничар. Рифат Мехиновиќ, се сеќам баш убаво, дојде од Слобода Тузла, заедно со тренерот дојде Фуад Музаровиќ од Сараево, значи па беше и овој Ѓукановиќ беше овие, не се сеќам многу години, тоа значи врвунски фудбалери, значи све добри фудбали, не можеш да ги наброиш кој е подобар од едниот. Приштина во тоа време играше значајна улога у југословенски фудбал. Туј негде на средината табела е била, отприлики. Приштина едино најголем подршка имал од публика. Пошто Да, се плюс сеќам, стадион е бил. Плюс стадион увек бил полн стадион, да кажеме до 30.000, 25 до 30, колку бил капацитет на стадион. Пошто увек од тоа време, да кажеме, во Југославија владале, да кажеме, 4 екипи, што биле, да кажеме, стварно Неприкосновени неприкосновени, да кажеме, Партизан, Звезда, Динамо Загреб и Хајдук од Сплит. Ипак Приштина 3 години беше пролигаш. Значи увек му била тој у средина на табелата. Увек се имале добри Увек резултати. су имали добри резултати. Значи и Па да, еве, у тоа време, ќе кажем, тој не е никаква тајна дека Динамо во тоа време купуваше квалитетни играчи, Звезда Партизан, да не зборимо, Хајдук исто, да па и кажем, Железничар, па и Велеш, па Сараево, па Челик Зеница, па Велеш Мостар. Стварно, таа лига е била, па може да кажем, у тоа време меѓу 18 3-4 екипи не се знаме која е подобра. Која е појак, да. Појака или подобра екипа, значи да кажеме, прво да кажеме у тоа време дали бил Звезда, Партизан, Да не го па до забравимо задње- Риеку, да, и Риеку, Риека исто. па до задње да кажеме дали е бил тамо Слобода Тузла или Напредок Крушевец, значи сви се били јаки екипи. Може да ги споредиме сега, да кажеме, со у тоа време Југославија, значи бил меѓу, да кажеме, 4-5 Најаки лиги во Европа. најквалитетни, најаки у Европа. Да, тој е Раднички Ниш, да не Раднички забравимо. Ниш имал, значи, puno екипи, значи, Па он чак и се стои екипу с Пантелиќ отиде у полуфинале на куп на со УЕФА. Митошевиќ, се сеќам, центарфорот, Да. Пантелиќ, па Антиш, тие, памтим ги некои. Мислам дека Значи, тренер ги беше Мичо Дуванчич. Мичо тако- Дуванчич, да. Тако ли е, да. Да. Дуванчич. Еве сега, ова е слика, Ова е, многу е стара, ама Многу треба е да го стара. покажемо. 80 година кога се почнува е. еве, со Мадич. Мајич кој е се? Мадич сега работи тука у Куманово, а овој му беше, дедо му беше овој судијата, Аха. од стариот. А каде работи Мајич сега? Работи у Куманово, не сум го видел пуно, И ја брати, не сум го а видел. брат му е, едниот брат му у Америка, оној Зоран. Младич. Бевме колеги, двата. Добро. Еве исто Ова е дека на Куманово. градски стадион. Дали ве капитенска да, трака? капитенска трака ми дали како почит ми беше тој ипак со 20 години. Е сега, 3 години си бил у Приштино и напушташ го Приштино, не се останае. И отиде после Приштина. Дали имаше понуда од некои други клубови од бивша Југославија, тие поголеми или Ја у тоа време
пошто ми спомна понуди имав кога бране во овој Рами Садиков во репрезентација, има понуди, да ти кажа право, пошто и Трепча беше еден гигант. Имаше од Олимпија овој, али Лјубљана. Лјубљана, имаше и Челик Зеница. У тоа време те били големи екипи, али ипак ја што ти викам, пошто ја отидов за факултет, запишав тамо и ми беше приоритет да видам член на Приштина. У тоа време ипак секој млад голман би сакав. Значи имаше дошто понуди, после Приштина отиде од една година 85-та у Лирија бране во втора лига. Бивша Југославија. 85-та и 86-та се врати пак у Маново, бране една сезона. Од 86-та, од 87-та, 88-та има понуди, се отиде во Балкан Стококомерц, кај тука може да кажем сум го доживел Најголем просвет у кариера. просвет на кариерата, остана пуни 10 години. А лепо да се вратиме на Југославенска лига, ти кад си био Приштина како голман, спомнам од Звезда, Партизан, од Звезда бие Дика Стојановиќ. Дика Сеновиќ, Луковчан. У Хајдука бие Пудар, Во Ајдук бил Пудар, да. а у Партизан Раде Залат. Партизан Раде Залат. Значи све изварени голмани. У Динамо имаше, у Вележ бранеше Марич. У Динамо Ивковиќ. Ивковиќ, да. Да. Па Марич бранеше, па имаше у Железничар Слободан Јановиќ. Значи не можеш да ги споредиш кој е подобар од нив. Кој е подобар, да. Да кажеме, репрезентација и големи маки, да кажем, може да имало тоа време селекторите. У Раднички Нише бие Пантелич. Пантелич, па се сеќам добро, викаш, па у Партизан бие, да кажеме, Залат, Омеровиќ, Да, Фахрудин Омеровиќ. Фарудин Омеровиќ, па у Звезда бил, да кажеме, Аца Стојановиќ, Дика, Луховчан, Милоевиќ, да кажеме, значи све помладе овој Милоевиќ, али сакам да кажем дека све врвунски голмани. Значи У Динамо ја го памту само како кроз Ладич бил и тој. Ивковиќ е бие. Ивковиќ, Ладич, Дражен Ладич. Да, он после беше После Ладич. после да. Ивковиќа, да. Све изварени голмани. Све тоа, у тоа лига. И тоа е податок кој не може да се негира. Али многу се екипи проше. Еве се ми па ќе се вратиме на тие твои моменти од кариера. Куде ти било во кој најпријатно, најубаво? Нормално Куманово си бие 3 години. Како почеток, ти кажем, и ден денеска ја викам дека Куманово ти у најдража ми срце. Куманово ми у срце, пошто ја у исти град сум, роден сум тука, значи сум доживел најголема кариера зафалујќи Куманово, значи да не бил Куманово, ја не би бил некој, да кажеме, голман. Значи тој одскок на кариерата, значи е фактички од Куманово и ми останал ден денеска у срце. А најголем, да кажеме, одскок имам у Балкан Стококомерц. Да. Еве ми овдека имамо пуно фотографии. Дали ево да вие да почнеме? Ево го имаш овој екстра и овој, Балкан. Еве. Еве тој, еве имате и Ова состав. пишува историја екстри фудбала Балкан Скопје 1991 победник Републички лиги Трета ли влегав и југославенски дволигаш. втора лигаш. Да објаснимо. Балкан тега имае спонзора Стококомерц. Стококомерц. Тоа е била фирма за трговија. Фирма за трговина Кондури. Да, и се били се добро ситуирани, да кажу, имале сте плату Плату редовно. све, редовно уговори све ове. Еве га Ова таа е- екипа на Балкан Стококомерц. Кој бие тега председник клуб? Председник Ванчо Блажевски, Блажевски. покојниот. Директор беше Еве кои се Григиевски, овие уствари играчи? Ванчо Григиевски, а исто и да. Овие, да кажеме, еве пише и тука Мијајлов, Зекири, Илиевски, Рафевски, Цен Александровски, Фејм Бегановиќ. Сречко Спасовски, Борче Ристов, Моамер Салио и Дејан Кускински. Да, Кускински, те сеќам. Интересантен играч е био. Исто ова е втора лига кога игравме со Балкан. Еве га, тој е препознан га Тој е- Мацков. Втора лига, да. Не е Мацков, него Не, овој- покојниот Михајлов. Михајлов, да, Исто пардон. кога играв на градски со Приштина го игравме. Мацков беше у кој екип у Цементаро ли беше он? Тренер беше и у Балкан кај нас и И од, Балкан. од Балкан од Цементара. Да. Ово е Гоце Димовски, голман јас Зекири, Сречко Спасовски, Михајлов, Цен Александровски, Бегановиќ, покојниот Чалаковиќ, Борче Ристов, Моамер Салио и Дејан Кускински. Значи, играчи до играчи. Сви. Еве го Балкан па. И тоа е од Балкан. Исти играчи, значи иста постава, све 90% се играчи. Ово е Е, битово. сега вика дали насто другу лигу, така, Да, ова југословенску. е. Да, од друга лигу игравме со Балкан, 90-91 година влеговме 88 и 89, не, 89 90
трета лига игравме. Бевме убедливо први. Па од другу? Па од другу лигу 90-91 и после распад Југославија, значи се растори Југославија и само Републичка лига од 92 година, самостална Македонија. Тоа време мора да кажеме дека 90-ти години ти после си играе и у Цементарева. Тоа е, да, 98 до 2000 година. Да, ова се веќе пред крај на кариерата. Пред крај. Али 90-ти години у македонски фудбал имало некој квалитет, мора да кажеме. Ево, тоа време да го спомнеме истакнуваше се Слога Југомагнат. Имаше добри резултати, Силекс беше туја. Републичка лига, да кажеме, од тоа време Вардар е бија нормално. Вардар беше, да кажеме, уведлив, тој пролигаш. Неприкосновен. Пелистер беше второлигаш. И исто и ние, од тоа време, да кажеме, стварно имало јака конкуренција. Се сеќам, у трета Југословенска лига играше Силекс, Брегалница, од Македонија сакам да кажам да спомнам, значи кој квалитет имало? Силекс, Брегалница, Тетекс и Балкан. Значи 4 екипи од Македонија биле у тај круг 18 екипи. И за среќа ние бевме убедливо најдобри тука и таа година влеговме у втора лига. Зеко Балкан куде играше утакмиците на кој стадион? На Чаир. Кај моментално кај играт сега Шкупи и Слога Менет. У тоа време, што ми спомна овој, пошто имавме поделена. Слога Менет половина, една половина, Балкан другата половина. Значи, увек сме туја, а на градски игравме утакмици на Чаир. Да, дали си ти имаја понуда од Слого Југомагнат да тидеш? У тоа време, ја ти кажам искрено, имаја сам од Слого Југомагнат, имаја сам понуда од Шкендија, пуно клубови, али најми пријатно ми беше, пошто, да кажем, у тоа време искочи Афер овие и највише ми прилогодише Балкан и ради другарство, ради управа, све, зафален сум за све, не се менја средина. Ти си фактички живеја у Скопје или си патуваја Куманово? Да. Ја, значи, сваки ден сум патуваја у Скопје. Тренинзи су биле два пути ни биле, значи имали сме смештај тама стан, имали сме све, значи од сабале до навечер. Имали сме стан, него на нас не одговараше повише, пошто релација близко и ради тоа. А имали сме и стан, јадење и све тоа, значи били услови како професионални. Да не го забраваме слика 82 година. Ова е репрезентација на Косово, да кажем аматерска. Ова е може да го препознаја сви големиот голман Риза Мешковиќ што бранеше у Хајдук, па Слобода, да. Репрезентација. Има пуно играчи тие, да ги кажеме, Диаманти у Слобода Тузла. Ова е репрезентација, значи 82 година. Игране у Босна и Херцеговина. Кажи ми, кога си бија како голман, куде ти е било најтешко да браниш? Еве, бија си у Приштину, бија си у Куманово. Кој терен ти бие најтежак, највруќ што вика? Највруќ, ќе ти кажем едно, кога бранем... Некоја анегдота да ни кажеш? Некоја анегдота, ќе ти кажем, кога игравме најголем дерби и најгустени беше кога игравме меѓусебен дерби локалот Балкан и Слога Југомагнат. Во тоа време, мислим, тешко утакмица, зборам за после Уединена, овој 92 кога самостална Македонија, кога станавме ние, најтешко ми било таму. И исто у втора лига кога игравме екс Југославија, не е било никаков проблем. Да кажем, и у тоа време исто 90% можда од сите утакмици сум бил играч утакмици, пошто голман ти е 90% и кажа дека алка на екипата. Еве, ти си донејав дека многу убави исици од новини, куде што, еве га, податци пуно, ја ќе покушам некои да покажу. Балкан прво место, Зекири голман, еве. Ова е трета лига Балкан, значи да кажеме, да прочитаме само некои екипи кои биле, значи Балкан, Брегалница, Тесет, Раднички Крагуеваc, Победа, Нови Пазар, Борец, Слога Кралево, ФАП Прибој, Дубочица, Лесковаc, Раднички Пирот, значи Црвен звездан Гдилане, Влазними, Трепча, Лирија и Младост Лучани. Од 18 екипи ние, значи тогаш влеговме у втора лига. Да. Ево, дека пишуе Зекири нешто владливо од 11 метри. Овој се сеќам, Ти си бие специјалисти за пенали, no? 90% да, пошто у тоа време
на време на Милен Милениć дојде да кажеме, ако се играше нерешено, победник се одлучуваше на пенали. И увек на пенали сме победили. Ова е, се сеќам баш у единство, ова е Биело поле. Како си ја читае зеко противника кога ќе шутне? Дали по поначање или по покрет ти га Па приметиш? 90% да кажеме да го пратам. Пример, секој голман треба да го прати голман. И 90% у тоа време да кажеме, ако е деснак да кажеме лева голманска, ако е левак Аха. десна. Ова е у Краговец, игравме дерби у трета лига кај пише исклучен тренерот Мишич и Мацков исклучен. Тој дерби одлучуваше кој да влезе втора лига. Разлика беше, ми се чини, дали 2-3 бода. А ние играме у Краговец 0-0, исклучени беа двата тренери у второ полувреме и ги победивме на пенали. И освоивме голем бод, може да кажеме, и тој ни беше одскок на... Спомнамо пуно голманите од бивша Југославија. Ти кад си бија у тој прво Југославенско лигу, според тебе кој бија од тие голмани најопечатливо кој? Еве кажамо ги Звезда, Партизан, Динамо, Хајдук, Вардар. Може да каже, види, ја... Вардар да спомнимо нашега Гошеве Гошева, Петра Гошев. Да, Петар Гошев, да не збориме Муто, овој веќе легенда, овој Да, Мути македонски, Барич. да, Мути Барич. У тоа време, да кажеме, имало многу голмани, значи, да кажеме, Раде Залат, Дика Стојановиќ, Јанјуш ми се свиѓал, постари, да кажем, може да памтат и Енвер Марич, што бил летечи мостарац. Ја ти кажам право, кад играше, иако сам звездаш, мене ми се многу допаѓа како фудбалер Хари Шкора кој отиде од Динамо. Харис, да, центарфорот. Многу добар играч. Млади, мало и други. Еве, во се све нови твои записи. Значи, све одиот трета лига Југословенска, втора лига Југословенска. Да. Значи, сум ги чувал. Ово ти твоја историја, Историја, да, све. Овој Јусуф, овој чекав ималце. да. Зекири Јури Мараса. Пора што бев несовладен 590 минута тогаш, Марас тој. Или Зекири со 100 раце, тој е со Мацков. Значи, овие се Сега заслуги го магнат, кој беше голман? Голман беше Лазо Липовски. Од Струга. Они се менјат, беше едно време и Зекир Муарем, па Вардар, па... И у тоа време, да кажеме, и у Добранев, да кажеме, порано у Македонија имаше јаки голмани, да не кажеме покониот овој Милошевски, па Да. покониот Паунов, што стварно добри голмани. Па бил Муарем, Зекир, да кажеме, Пелистер, овој... Ево, мора да го покажемо. Зекири заслужи десетка. Дорјанско езеро, Куманово 1:1. А, со Куманов, состав читай, да. Еве га, Зекири десетка. Тој, еве, екипата на Куманово, тој, Доранско езеро. Составот баш да памтам, не знам. Еве, прочитај га. Може да прочитам состав на Куманово. Зекири, Стојчевски, Велковски, Митрички, Неделковски, Стојчевски, овој, Максимовски, Ѓорич, Стојановиќ, Сулејмани, Ангеловски. Играш на превод Зекири десетка. Да, да. Тука победивме. Ѓорич беше центрафор. Центарфор. Значи, 100% Кумановци сите. Они го вика се Кумановски Герт Милер. Герд Милер, да. Така беше како туч на што вика Кумановци. Еве, Зекири јунак на дербито. Тој со... Пенал бодот за Куманово во мечот со Балкан. од тоа, овој ми Зекири беше јунак на одскош на... дербито. Да, одскош на Еве. даска што премина у Балкан, таа утакмица одлучи Тој е био клучни. Клучни утакмица игравме нерешено, победивме на пенали. На Балкан му требаше, се бореше, се сеќам во Шугу со Скопје за влез во трета лига. Ние му освоиме. Гледај која екипа сме имали. Страшна екипа тогаш. Стадион пун, ако има и публика, има све овој. Да. Беше пун стадион, да. Интер Тото Куп 99 година. Ова е Стадион Ростели Маш, Русија. Русија. Пошто игравме ние, Еве, тренер бие Мацков. тренер ни беше Мацков, да, ова е цементара, еве ги има слики тука, овие двете. И овие, еве ги овие. Ќе ги Да, покажемо. овие. Тоа е цементара, тоа игравме 2 У години Русија, заред. у кој дел е било ова? Ростомаш. 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 Тој градот има све, значи ни била еден част, пошто ти го представува биографија, играчи, составот на екипата, све. Значи, таму у Скопје игравме 1-1, а таму изгубивме 2-1 и испаднавме. Еве го таа екипа на Ова беше најголема екипа што сан за сите цементара. Може да каже големи имиња и селектора. Ова е селекторот моментално на А селекција
Бобе Милевски. Боби Милевски, да. Исто селектор на 21 Тони Акимовски, Да. ја, Гаге Стефановски, беше ремциваст на Македонија Горан Ристов, Мики Лазаревски, Жанко Савов, Дејан Рисовски, Серафимовски, Цветковски и Гергиевски. Значи, Изваредни играчи. извънредни играчи. Што успеавме прв пат историја. Да, да. Сега све Еве го горни истото и тренери. Боби Исто. Милевски сви тие. Бобе Милевски беше Зеки- со играч исто, Бобе Милевски, Тони Акимовски, Горан, значи све, Жанко Савов, Ристевски, Серафимовски. Вие сте го ви играчи, што работи Тони, што работи? Тони е селектор сега до 20 година. Савов? Савов работи како координатор у Маđari, ми се чини. Да. Овие другите, Гаге Стефановски работи исто приватна школа. Бобе Милевски веќе селектор. Овој Горан Ристовски не се бави више со ништо, значи екипа бев на тоа време, стварно екипа. За почит. Ева дека гледамо екипа И која овој Ушкенди е исто овој. Да, кој година исти Ушкенди? Ушкенди бевме 95-та. 95. Само година дана. Исто Имавме и оваа прекрасна добра екипа. екипа. Добра екипа што беше Еве за Боби почит. Милевски па е туе, ајде ги кажемо. Не, Бобе Милевски, ова е Масаро само. Ај. Масаро Мерагич, Сопи, Ерол Абди, Евзи Алију капитенот. Джена Најдар играше у Балкан заедно. Овој играше у Хајдук Арбен Нуију, Велчевски и Васко Гунев, бившиот играч на Вардар и овој. Сега, Шкендија што направи тој година резултат? Таа година резултат задњу такмица одлучујќа игравме овој е исто овој што се гледа по полни трибини, игравме у Ѓорче, задњу такмица одлучујќа и изгубивме 2-1 и Македонија Ѓорче Петров влезе во Македонска лига, Шкендија па се врати во втора лига. Се врати во тоа. Ово го кажамо Да, овој. цементар. И сега, у овој прилику ми мора да кажемо дека на тебе ти еден човек многу помогнае во живот, што е истина, не Да, тој криемо. е вистина и Тој е клубски господин другар, Омерагич, Масаро Мерагич. Сега власник на на Руле автобуску Турци. станицу Кумана Руле Турци и у Скопје. До 2000 години игра во Цементара, кариерата ја заврши во Гнилене, Дрита. Полни 4 Кој години. година? Од 2000 година до 2004, значи у 39 години ја бранев, Завршија се заврши кариера. кариера. И се вратив, после тоа се вратив како тренер, пошто имавме тогаш ние пролигаши у Кумано, имавме Башкими, бев 3 години како помошник. Па и после Башкими бев и у Милано, кога бевме тоа игравме и у Купа ЕФ, ако се сетите баш убаво Кумано знае, Да. направивме јака екипа. 3 години бевме тука и работим со Ѓори Јовановски, со вие, значи со искусни тренери. Значи и тој ме омогучил нешто, сум научил од нив пуно како луѓе и како тренери и како човек. И дојде време распадна фудбалот во Куманово, кога ми беше најтешко, ми искочи у сусрет што го спомнавте човекот Омерагич. Масаро Мерагич, кој сум зафален цел живот. Може да кажем, не е како некој пофалба, него сум И ти му се горд. јави, викаш, немам работа, и човекот, Нема работа, човекот ме се изнади како некој да кажеме како прав другар ти вика, прав еве, другар, пошто бевме 4 години заедно, игравме у Балкан и у Шкендија, значи пуни и цимери бевме, ми искочи у сусрет, едноставно и он не веруваше дека ја, како некој врвен голман, да почнем да работам, ипак работа си е работа, екзистенција на животот, тоа е. и он ти вика, Дојди слободно, повели, работи што сакаш. Значи тој ми е могуче што може да кажем ни роđен брат не би ги ти кажа тие услови ден Свака денеска му сум час. зафален. И јас сум зафален за цел. Значи екзистенција на фамилија, деца сум ги школувал преко негова работа, све значи добрината. Да, покажај големо хуманост и тој Уманост. треба се поштуе. Значи голем уманост Е, и тој помага на се, сите. види, Зеко, тој се гледа Величина на големога големата човека. човек и Да голема ти помогне играч. кај ти е најтешко Да. и свака му час што Ова ти е помогнае. слика, ова е слика. Ево е слика интересантна, зимски припреме Дорен 99 Ова е година. со Балкан, игравме, ве се сеќам со раднички кръговјаста и пријателска у Мрдаје, хотелот. Да. 90. Тамо е било добро за најстатовога. Да, на Истатова. Значи, ова е цементара. Не со Балкан, цементара. Еве, Бобе Милевски, Гаге Стефановски, Горан, да. Ова е со цементара. 99 година, да. Цементара, Мрдаје. Ја дека гледамо еден темнопути играч,
А овој беше нигериец Огута, значи Нигериец, ова да. не е Гледам позади пун стадион. ова е игравме финале, у Приштина игравме, значи има таму у Косово постои ривалство, како да кажеме Звезда Партизан, у Гнилане има клуб Дрита и Гнилане. И игравме финале куп на Косово, значи со најголемиот ривал, стадион беше препон, да кажеме до 20.000 публика. И нерешено игравме, па имавме победа на пенали. Публика изваредна. Публика извънредна. Ова е репрезентација на Косово. Има и Куитим ова е Шала, пишува Кознику, Арден Кознику. 12.6.99 година. 99-та игравме, да. Дека ги пишува се. Овдека има, да кажеме, Јусуф Тортош играше у Приштина, да кажеме, ова е еве Арден Кознику, бивши репрезентативец за Хрватска, Хајдук Сплит што играше, Динамо Загреб, Куитим Шала, Иса Садри што беше играч Партизана, Куитим Шала Партизан, па Динамо, па Приштина, Арнол Морина, тренерът е Шошоли, значи игравме една брзо, овој за уманитарна утакмица игравме. Зеко, за кого се навиваете од дете? Од дете, искрено да кажем дека сум навија за Партизан, сум бил уште како... Значи не си бија Не, звездаш, ние, него Партизан. порано, што ми спомна, ние како деца, ипак пред да се занимаваме со фудбал со овие, ние знаеш како мали деца порано трансмитирале на тие радио или транзистори. Ние како деца земеме Јас сам лошо транзистор. разбраја, вика дека си бија звездаш, ти си Партизанова. Не, искрено ти кажам, тој нема Да, што, тој Партизанова. тоа време сега после Ако да, свак си има. свак си има овој. Да, Партизани бија Овој цементара исто на Бренд. припреме. Екипа на цементара на припреме не, на стадион цементара. Кој што фабрика се знае, да. Цементара е била фабрика спонзор на клуб. Спонзор цементара да уси Она е овие, помагала значи све, помагала, тогаш имаше финансиски и све добро стоеше. Значи ние 2 години поред игравме тој Куп УЕФА, Еј дека Балкан. еве га овој претседник што го спомнавам Телие. Не, овој е Зоран Мишич тренер. Да, Мишич, Да, овој е Мишич. с Машни. Со смашни. И овој е помошник од Баже Лазаревски. Баше, да. Баже Лазаревски, туј смо у втора лига кога овој. Значи ти си докажаја на твој пример дека гома може да брани Еве, над Алексо 35 Мацков, години. еве председател овој вижа, Лажа Да, Георгиевски, Алексо Еве, Мацков, Мацков. да, тренер овој Легенда. Легенда. Исто овој е јака слика од Балкан, да. Да, еве. Овој е Балкан на Чаир стадионот. Штета Балкан више не постои, а? Више Балкан не постои, се угаси Гревото. гревото што еден гигант да кажеме. Не само Балкан, гледај И веќина. стога Јумагна постои ли? Истога, по тој постојали шкупи, више не постои, не е тај како слога Југомагна што ги постигнал тај врунски резултати. И не само да кажеме Балкан, има многу екипи што се еве и Цементара што замисли игравме Купа ЕФА, не постои више, угасена пуна екипи Па се да, погледни угасени. секој сега Вардар, Бренд, историја на Македонија. Едва Гревота. побира, значи гревота да игра, место толку да да падне биде ниско. победливо шампион. И ова е иста Дрита, тој што игравме Еве во го Косово. тај екипа. И за нje тука завршив кариерата, значи до 2004, значи полни 39 години си бранев активно ја. Ти пратиш фудбал дека у Куманово. Сега Куманово. Јас сега моментално работиме со деца, имаме тие школа. Имаш ти младинска школа. Младинска школа имаме заедно со брат ми Обој ми и Еркан интересира. Јусуфка. Еркан Јусуф, да. Има ли таленти у Куманово за фудбал? Ти Проблем како е- го цениш работа? Ќе ти кажем една само, еве, да не ме лоши некој, дека Куманово, да кажеме, 3 града може да ги спојам. Куманово, Битола и Штип. Струмица се расадници на таленти. Увек имала врнски, да кажеме, најголеми фудбалери у Македонија или овие што били од Битола, од Куманово или од Струмица. Значи, најголеми таленти. Него најголемо сега, мислим дека и грешката што е со овие приватни школи пуно. Ја исто баш читав една изјава и се го дадеше и селекторот до Драги Надхаровски до У21. Вика најголема штета вика со овие школи се отворија. Ова е сега треба да кажем дека е повише некако врста бизнис. Сите може да работат, а резултат не е проблем. Да не кажеме некој име, да не си помнеме. Имам него пуни екипи што тие ги водат, немам никаков интерес само, али најголема грешка е што на сите овие таленти големи станаа родители, тренери, менаџери, све. И Мисле саветници и све. И саветници и све, мисле дека со една утакмица. Најбитно е да кажеме дете се развија док е млад, до 17-18 години. И има си луѓе, пушти нека играат децата, не да кажем дека мој дете или овој најголем талент, ја го гурам, ја го носам таму страна. И затоа ние сме до овдека моментално што
и како репрезентација и немаме резултати доволни и со младинска школа, треба да се стави еден ред, да кажеме, кој ако не работел, да кажеме, со фудбал, ако не сум се занимал, јас сега не може да видам тренер за кошарка или рукомет, пошто далеко, да кажеме, од таа идеја. Ти имаш, да викаш, твоја школа за фудбал, така ли? Да. Колку деца имаш? Па моментално стоиме, ние работиме со брат ми Исмет Зекири, овде голман, бившиот на Куманово, Еркан Јусуф, тој е голем тренер. Моментално стоиме со 300 деца и више. Тренирате на градски стадион? На градски стадион тренираме. Ја и да кажем дека ние до вчера, до ова година, игравме у Суперлига со кадети и младинци. Значи полни 4 години, 6 години сме имали више. Ние освоивме, бевме прваци на Македонија со кадети, со младинци, освоивме куп на Македонија со кадети и младинци. Значи се работил, има таленти. Може да кажем дека 90% од играчи на Башкими се сега моментално се потигнати се од нашата школа на Куманово. И значи има таленти, само треба работа, а најголем проблем е што немаме екипа за да ги унесеме у прва екипа. Значи ако немаш прва екипа, ако немаш сениорска екипа, може да кажеме колку сакаш да има голем талент, макар најголем талент ќе пропаднат. Тоа значи прво мора да има сениорска екипа за да се развијат тие деца. Сега Зеко, некој млад човек или некој родител сака дете да му биде голман, пример има 11-12 години, што би ти советуваа на тој дете, иако оно е мало или па на родителја? Што е битно за голмана? Па најбитно е за голман, да кажем, јас стојам на располагање на сите, се ми кажал, кој некој сака да им помогнам, стојам. Без никаква надокнада, без никаква надокнада. Јас сум каже, али ако гледам дека стварно голема талент, да му помогнам за да отскочи, пошто Куманово може да кажем, значи имали сме врнски голмани, да почнем од покојниот Светинич, Латифи, па еве ја, брат ми роđен Зекири, Афо Латифи, сега репрезентативност не, да кажем... Столе Димитриевски. Значи, тој е расадник бил, значи на таленти, на голмани. И сега дојде време, да кажеме, овие задни 5 години, веруј дека по сите школи што ги имаме у Куманово, нема голмани, нема. Значи, најголем проблем е голмани. Јас стојам на располагање и сум кажал на сите, слободно нека донесе пример, јас сум тој што им помагам и сакам да им помагам за да се уздигне, пошто јас сум бил, значи, знам како сум бил млад, како сум ми помогали и сега мора да го извраќам таа добрина на бившите асови, да кажеме, на Цветинич, на овие другите Латифи, овие, значи ја може да допринам на било кој. Јас стојам на располагање било кој да има талент и да гледаш дека стварно има перспектива. Проблем е што ние имаме, да кажеме, бегат од кај нас, идат по Скопје, тие што ги имат, што преска збори дека финансиски. Идат тамо година дена, после ги отстранат. Ја му викам, луѓе ние работиме без паре, значи немате поверение кај нас, да кажем, како врнски голмани, да сум работел со тренери, да кажем, тренер на голмани сам бил у Башкимове, сум работел со тројца репрезентативци, да кажеме, Един Урдиновски, Маđовски голман, тоа е Кметовски, Зендели, значи тие се били врнски тројца репрезентативци. Кметовски бил, Урдиновски бил репрезентативец, Маđовски, овој исто младински репрезентативец. Значи ме било чест да работам со нив. Значи мора да бидеш спремен ти како тренер, не само да искочиш на тренинг, ајде што ќе искочи. Гледали Зекири сега фудбал, овие меѓународни, сега имамо кабелски телевизија, може да гледамо италијанску, шпанску, немачку, португалску, све лиги. Што гледаш највише? Па највише ги гледам, да ти кажу, ја гледам највише италијанско лига. Италијанска и шпанска лига. Ја тие ги сакам. Тие двете лиги се меѓу најаки, да кажеме, и меѓу најквалитетни се во Европа. Да. Сега искочија некои јаки, богати луѓе, да кажеме, ги земат тие при крај кариера, да кажеме, еве, арапски земји почнат да ги земат и да го сиромашат малце, да го сиромашат и Европа, да кажеме. Имамо сега еден феномен. У Саудиска Арабија иде играчи за 300-400 милиони евра, што Европа тоа не може никој да плати. Тоа никој не може да плати. Тоа сакам да кажем, али тоа е веќе при залаз на кариера. Значи млад играш тамо, не би верувал дека никој не би отишол, значи
еве 90% ги гледаме тие што се отишли во Саудитска Арабија, значи Роналдо, Неймар, Роналдо, Неймар, да кажеме, еве Модрич иде, па они пуни играчи тие, значи на заврши кариера. Да. Значи да се обезбедат финансиски, што ќе види резултатот е у тој план за нив. Али неверојатно Зеко дава по 100 милиона во сезону 50. Тоа е голема пара. Тоа е уништување на фудбалот. Тоа е Да. уништување на фудбалот. Тоа е, ја што викам, тоа е уништување. За да бидеш ти добар спортист или добар фудбалер, ти треба прво да имаш некоја маке, да се мачиш, не да имаш све богато па да доскочиш од прво па на пето скала. Мора прва, втора, трета, пета па нагоре. Значи секоја скала ти е све напорна. Сега тебе ќе те прашам Зеко, ја ги си гости прашую, ти си познат спортист на Куманово. Сега живееме во ново време на овие телефони, на компјутери, на лаптопови. За жал деца су ни с изузеци, доста физички неактивни, доста су гојазни. Што би ти препоручија на млади генерации сега? Ти кажа на почеток на емисија дека спорт е најбава работа за развој на дете. За развој на деца, за дружење, а не телефони и компјутери. Па види, со овие, да кажеме, со овие техника што искочи, што рече ти телефони овие. Порано, пример, да сме имали ние телефони, да кажеме, со овие врнски играчи и ние не би постанали никакви играчи. Ние сме порано, пример, земаме, гледаме сите млади, да кажеме, од втора година, 3 години дете, телефон. Значи тоа е како може да се развие. Ако не искочи на улица, да се дружи, да игра, на чист воздух, на стадиони да иде, на спортски сали, тоа е најголема штета и најголем проблем за млади деца или за овие. Ја би поручил што помалце на телефони, што помалце да имат децата да по телефони. Иначе тоа е голема болест, има XX случаи, не дај Боже, заради деца почнат да носат уж на 5 години научари, значи све од тие зраци на телефони овие. Тоа е голема штета за било кој деца, еве ја имам внуци, увек им кажам што помалце телефони, за да искочат повише на улица да се дружат. Сега немаш ти на улица да излегуваш, ретко ќе се зажалиш да гледаш некој дете. Еве се да кажемо, ти спомна фамилии и тебе ќе те прашам нормално, ти колку деца имаш? Ја имам 3 ќерки и син. Значи тие трите ќерки сите се ми завршиле факултет. Едната работи во Скопје, двете се професорки, малиот ми е не сакал да ти кажу, си замел во инстранство, а едини сме. Значи, битно ми било мене да му обезбедим екзистенција. Супруга што ви работи? Моли? Супруга што работи? Супруга ништо не работи, домачинка. Домачинка. Да. Значи, секој клучно питање, мако се нашалимо, Слободно, има ли некој наследник од унуци да го наследи зекирите? Бога ми, да ти кажам искрено, тешко да најдам наследници нема, пошто го гледам дека не се... Од овие твои унуци има ли некој афинитет? Малечки, нема ти, они најмали ми се внучи, да кажа, најголемо внуче ми е ќерката, ти е 6 години, не е заинтересиран сега, како што и ви кажавте, повише заинтересирани по лаптопи, по телефони, по интернети. Зеко збориме сад време и 3-4 минута, мислам дека пуно работа кажамо. Ја ти посакую успех и
тој твое знање покушаш што више да го пренесеш на млади генерации, jer ти си познат голман на Куманово и фала ти што беше гост во емисија и да се видиме па од друга прилика. Мене ми беше част и ја уште една ќе кажем пред вашата јавна телевизија дека јас сум на располагање било кога да им помогнам за голмани. Не е проблем, јас сум устанје. Значи, уште една фала ви за вас и мило ми беше што се дружив со вас, што бев ваш гостин за емисијата, телевизијата и ви посакувам се најубаво. Фала ти толку за денеска. Поздрав од ресторан Ексклузив и се најбоље.